10 часа работевме без прекин во обид да го убедиме Социјалдемократскиот сојуз да се врати во парламентот, одговарајќи на многу нивни барања, предлози, укажувања, кои што после секоја пауза, која што за нас беше работна, беа недоволни и доаѓаа нови. Меѓутоа, за да не должиме многу околу тоа, јас би почнал хронолошки да раскажам што денеска се разговараше и што се случуваше. На почетокот на средбата, ВМРО ДПМН предложи план со мерки и активности согласно барањата и условите на опозицијата, односно нивно прифаќање од страна на парламентарното мнозинство, по сите оние работи кои што досега ги имаат споменато, и планот предвидува времена рамка која што завршува на 31 март, ден кој што го предложивме да биде ден на распуштање на парламентот и одење на предвремени парламентарни избори. Да бидам попрецизен, ќе ви кажам како изгледаше временската рамка што денеска ја предложивме. Како изгледа? Нашиот предлог е следен. Утре, 16.3.2011 година, да се изврши избор на председател на Државната изборна комисија. Предложивме опозицијата да се врати во парламентот, а доколку не се врати, за гласањето на собствениот предлог, бидејќи председателот на Државната изборна комисија го предложи токму опозицијата, односно СДСМ, кажавме дека не се исклучува можноста парламентарното мнозинство да го изгласа самостојно предлогот на СДСМ, односно на опозицијата. Второ, утре, 16.3.2011, предложивме да се прифатат во парламентот измените на изборниот закон во прво читање, во кој што се внесени препораките на ОВСЕ и ОДИХР. Исто така предложивме утре, 16.3.2011, да се прифати во парламентот одлука за формирање на парламентарна комисија за утврдување на состојбата со избирачките списоци. За нас е прифатливо координаторот на пратеничката група на СДСМ или личност од парламентот која што СДСМ ќе ја прифати да биде председател на оваа комисија. Предложивме на 26.3.2011 година, значи во рок од 10 дена, оваа комисија да поднесе извештај за своето работење, значи извештај на парламентарната комисија за утврдување на состојбата со избирачките списоци до Собранието на Република Македонија, односно парламентот. Следната временска рамка беше на 33, значи 30 март 2011 година, да се усвои извештајот на парламентарната комисија за утврдување на состојбата со избирачките списоци од страна на Собранието на Република Македонија. Укажавме дека во врска со предлогот за закон за рамномерна распределба на средства од буџетот за јавни информативни кампањи, дека ваков закон не постои во ниту една земја во светот и до ден денеска и до вечера не добивме пример каде постои од страна на Социјалдемократскиот сојуз, и дека кај ВМРО ДПМН мислењето е дека може да се оди со прекин на кампањите, јавните информативни кампањи во моментот кога ќе се распушти парламентот. ВМРО ДПМН исто така предложи во делот што беше во некаде околу 1 часот кога започнавме, доколку СДСМ ја освои довербата кај граѓаните, таков закон да си донесе веднаш по завршувањето на парламентарните избори и да ја реализира својата цел. Укажавме исто така дека во врска со случајот Пајажина и барањето за одмрзнување на сметките на А1 и медиумите поврзани со него, дека овој случај е во рацете на судската власт и ниту владата, ниту партиите и Собранието немаат никаква надлежност околу ова. И на крајот предложивме да договориме датум согласно оваа времена рамка за распуштање на парламентот, а тоа да биде 31 март 2011 година. Како одговор на ова, бевме преплавени со нови
барања, значи се вкупно до вечера само околу 30 на барања ни беа дадени поврзано само со изборниот закон и затоа ние побаравме пауза, на која што се разбира работевме, едно по едно ги разгледувавме барањата и подготвивме можни одговори, односно одговори кои што по паузата ги презентиравме. Ќе ви ги кажам сите можни одговори, односно сите одговори кои што ги дадовме. На барањето, дека во изборниот закон треба да се внесат елементи за справување од притисоците и мобинг при гласање. ВМРО-ДПМН е одговори дека тоа е прифатено. И тоа е веќе дел од кривичниот законник кој веќе се измени, стапени се на сила измените, понатаму дека со акцискиот план се предвидува обука на вработените од Министерството за внатрешни работи, избирачките одбори и социјално ранливите групи потенцијално подложни на притисок. Со акцискиот план исто така е предвидено да има отворен телефон кај народниот правобранител за пријавување на притисоци и мобинг за време на кампањата, а се предвидува и медиумска кампања за оваа цел. Второто барање беше заштита на правото на глас и шпекулативни листи. Предложија во сите СДСМ предложи во сите изборни единици редниот број на кандидатите да биде ист. Например, да не е различен во изборна единица 1, например, да е на 9-то место кандидатот на СДСМ, во изборна единица 2 на 6-то, а во изборна единица 3 на 18-то, туку едно број исто. Иако ова ја комплицира ситуацијата, посебно со оние партии кои што доставуваат предлози само во дел од избирачките единици, сепак по паузата одговоривме дека го прифаќаме ова барање и понудивме дополнително, доколку прифатат, а тоа е да има само еден носител на листа за сите изборни единици, да биде едно лице во една политичка партија, а по завршувањето на изборите тоа лице да прифати во која изборна единица го прифаќа мандатот. Верувавме дека така дополнително ќе помогнеме да не се случат такви работи. Тоа беше одбиено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Ние го прифативме тоа одбивање, бидејќи тие одбиваат, нема да понатаму да инсистираме на тоа. Трета работа беше администрацијата, односно полицијата и царината да не бидат прераспределувани на денот на избори со нивните работни места. Ова го прифативме. Во член 18 од изборниот закон да се додаде дека на денот на гласањето преку сменско работење ќе се овозможи во текот на денот да може секој да гласа. Четвртото барање беше да не се доделуваат ад хок парична помош. И ова го прифативме. Во Законот за спречување на корупција, во член 11 став 3 е внесено дека во текот на изборната кампања, односно од денот на распишување на кампањата, не може да се врши никаква вонредна исплата на плати, пензии, социјална помош или други исплати од буџетски средства или средства од јавни фондови, ниту да се отуѓува државен капитал. Прифативме доколку ова не е доволно, односно не е доволно само да стои во Законот за спречување на корупција, да го препишеме истото и во Законот за избори. Пето, побара да се воведат работи со кои што ќе се спречат притисоци и застрашувања од страна на вработените од МВР и високи државни функционери и министри. Се разбира, и ова се прифаќа. Прво се отвара телефонска линија кај народниот правобранител за вршење на притисоци, за пријавување на вршење притисоци и мобинг, кој ги вклучува и државните функционери. А исто така предложивме казната во законите за вршење притисоци и застрашувања да е повисока за одговорно или службено лице, вклучувајќи ги државните функционери и министрите, значи да имаме драстично поголеми казни за таквите лица во изборниот процес. Шеста работа што ја побара, да се дефинираат активностите кои се дозволени, односно не се дозволени за предпочеток на кампањата. Ова е исто прифатено. Во законот е дефинирано што е изборна корупција и предвидени се санкции.
Другите препораки на ОПСЕ се прифаќаат со правилникот на Советот за радиодифузија кои ќе се донесат по преходно мислење на Државната изборна комисија. Седмата работа, која што е побараа, е во изборниот законник да се дефинира што е кампања. И ова е прифатено. Забелешката на ОПСЕ беше дека не е доволно дефинирано што е изборна кампања. Сега, со измените што се предложени во парламентот, веќе е дефинирано што е изборна кампања, попрецизно, и е согласно предлогот на закон кој што ССМ го предложи во декември. Значи, тоа, истото. Така да во изборниот закон се додава нов член 69 за оваа намена. Осма работа што е побара, да се извршила едукација на изборните органи. И ова го прифативме. Државната изборна комисија ќе изврши едукација на изборните органи, иако е несоодветно, доколку СДСМ инсистира, прифаќаме да влезе во закон како обврска на Државната изборна комисија. Десета работа што е побара е партиите да имаат увид во избирачкиот список пред да биде затворен и доколку утврдат забелешки да може да поднесат приговор до Државната изборна комисија. И ова го прифативме. Комисија на парламентот во која има представник опозицијата и претседател на комисијата се предлага да биде од опозицијата, таа во рок од 10 дена да изврши увид на пречистените списоци и за тоа да го извести парламентот. Прифатлив е јавен увид во избирачките списоци. Доколку има забелешки дека некој починал, а се уште неговото име фигурира во избирачкиот список, со пријава до Државната изборна комисија, истата ќе изврши проверка во матичната евиденција и доколку навистина се констатира дека е починат или не треба да стои таму, ќе го избрише од избирачкиот список. Значи, и ова го прифативме. Следната работа која што беше го кажана е 11-та. Државната изборна комисија да изврши увид во избирачкиот материјал, наместо да се надгласува при носење на одлуките. И ова го прифативме исто така. Ова ние го баравме уште на времето во 2004 година, но тогаш СДСМ не го прифаќаше, сега тие го предлагаат, ние го прифаќаме. 12. Да не се употребуваат мобилни телефони за сликање на гласачко ливче, прифативме. Да се предвидат ригорозни казни, вклучувајќи не само парични, туку и затворски, за тие што ќе бидат забележени дека го сликаат гласачкото ливче. 13-то барање на СДСМ беше мониторинг од страна на радиодифузија од денот на распишување на избори. Се прифати. Советот за радиодифузија во рок од 10 дена да ги донесат правилниците, еден за периодот од распуштање на парламентот до денот на почетот на кампања, вториот за период за време на кампањата. 14-то барање беше да има наблюдувачи на седниците на Државната изборна комисија. Го прифативме и 14-то барање. 15-то барање беше ист изборен реден број во сите изборни единици, што беше и одделно поставено, и тоа го прифативме, како што пред малку и кажав. 16-то е МРТВ да не емитува платено политичко рекламирање за време на изборната кампања. И тоа се прифати да влезе во законот. 17-то беше да нема исплата на парична и ad-hoc помош. Прифатено е, како што пред малку кажа, со законот за спречување на корупција. Може да се препише и во изборниот закон доколку инсистира опозицијата. 18-то. Партиски представници во избирачките одбори, бројот на партиски представници да се зголеми, односно од сегашните по еден од власта и опозицијата, да станат по двајца и така од вкупно 5 четворица да бидат од партиите, а само еден од државната администрација. Ние одговоривме дека со сегашните решенија предвидено е да има по еден представник од власта и од опозицијата, дека сметаме дека тоа е доволно, дека ОПСЕ не бара зголемување на партиските представници, значи тоа не е дел од барањата на ОПСЕ, и напротив, ОПСЕ во 2006 година бараше целосно да бидат елиминирани со цел да се намалат можностите за изборни инциденти предизвикани од страна на членовите на избирачките одбори, кои се предложени од партиите. 19-то барање беше да има загарантирани квоти за помалите етнички заедници. Но одговоривме дека прифаќаме, но под услов доколку го прифатат сите поголеми политички партии. На 20-то нивно барање беше
само поискусните вработени лица во државната администрација да може да бидат членови на избирачките одбори, одговоривме дека за нас е прифатливо сите членови на јавната и државната администрација да бидат потенцијални кандидати за членови на избирачките одбори. Партиите имаат своји членови во избирачките одбори, како и наблюдувачи кои можат да имаат увид во процесот. 21-то нивно барање беше да се најде начин за да се санкционира евентуален подкуп при избори и гласање. И ова го прифативме, укажавме дека во член 162 од Кривичниот законник предвидена е казна од најмалку 5 години затвор за ваква поставка. Дополнително, со обзир на тоа дека опозицијата најавува можен бойкот на изборите, ние кажавме дека ќе имаме дополнителен наш предлог, а тоа е Државната изборна комисија ја свикува председателот на Државната изборна комисија. Предлагаме седницата да може да ја свика и заменикот или член на Државната изборна комисија, доколку има писмена подршка од мнозинство членови на ДИК, и дека ова да биде само во ситуација доколку за време на изборите председателот на Државната изборна комисија, кој што го номинира опозицијата, одлучи да си даде оставка, а не може да биде заменет бидејќи нема парламент, или одлучи да не работи за да го на некој начин бойкотира и работењето на Државната изборна комисија. Во таква ситуација земјата би се нашла во многу непријатна ситуација, имено во ситуација во која што не може да се назначи нов председател на ДИК, ниту пак некој друг може да го свика ДИК. Затоа одлучивме со прецизирање дека тоа само во таква ситуација би се направило, да може да го свика и заменикот или некој член, доколку има мнозинство поддржувачи кои што со подпис треба да се поддржат за тоа. И да не се случи блокада во сред избори од страна на опозицијата, односно од страна на председателот на ДИК кој што таа го номинира. Откако ова беше укажано од наша страна, следуваше нова група, нова тура на барања од страна на Социјалдемократскиот сојуз, при што и на тие дадовме претежно позитивни одговори. Побара да има цензус за минимум гласачи во диаспората, за да станат пратеници. Одговоривме дека може да има таков цензус кој што ќе биде сооднос според бројот на минимум потребни гласови за да се освои еден пратеник во Македонија, за кој што се согласивме дека е 5500, и бројот на лица кои што се во една изборна единица, односно бројот на лица кои што ќе бидат во пријавени за гласање во изборната единица каде што ќе гласа диаспората. Тоа отприлика велам, би изнесувало некаде околу 2%, што значи дека тој што ќе победи во диаспората би требало да има најмалку 2% од гласовите од оние што гласале, значи најмалку околу 2%, точно ќе го прецизираме кога ќе го правиме законот, но ќе биде околу 2%, да има околу 2% поддршка од гласачите. Побара да нема само казни за медиумите, туку и за политичарите во случај кога ќе се прекрши законот во делот на емитувањето на максимално дозволената политичка програма. И тоа го прифативме. Значи, тоа им го прифативме. Побара во новата тура на барања социјалната помош да се плаќа во законски утврдените рокови. И тоа го прифативме. Значи, да нема досења, кои што евентуално би можеле да бидат манипулативни. Побара на денот на гласањата никој друг, само полицијата да гласа во смени. И тоа го прифативме. Побара во периодот од како ќе се распушти парламентот до денот на почеток на кампања, тоа се 40 дена, пред оние 20 дена кампања. Владините представници и државните институции кои ќе имаат одредени своји активности во рамките на нивното работење како државни функционери, да не се даваат во медиумите, односно да ги нема во медиумите. Прифативме дека може да се внеси во законот
кога имаме активности од типот на, не знам, отворање спортска сала или камен темелник на некој објект и слично, тој да може да се одвива, но делот каде што има говор потенцијалниот кандидат да не се емитува во медиумите, односно медиумите да имаат да се задолжени тоа лице да не го пуштаат во програмата. И тоа го прифативме. 40 дена пред почеток на кампањата. Побара исто така во избирачките одбори, побара во избирачките одбори околу учеството на етничките заедници да се биде внимателен, да не бидат помалку, прифаќаме, но мора да остане по случаен избор. Значи не прифаќаме да се тргне случајниот избор. Побара правилникот на Советот за радиодифузија да биде направен во комуникација со ОПСЕ. Го прифаќаме и тоа. Побара увид во да се направи, да се запише во законот рок за доставување на забелешки за избирачкиот список. Предложивме тоа да биде 3 дена, се прифати и тоа им се прифати. Побара базата на податоци да биде во Државната изборна комисија, а не во статистика. И тоа се согласивме. Побара описот на избирачките места, односно имињата на градовите каде што има ДКПА и каде што ќе гласат диаспората да се стават во закон. И тоа го прифативме. Побара државата да обезбеди средства за партискиот член во избирачките одбори во диаспората и тоа го прифативме. Побара државата да обезбеди сигурност дека ќе им се обезбедат пасоши доколку ги немаат и визи доколку се потребни за членовите на избирачките одбори што ќе одат во диаспората и тоа го прифативме како обврска. Да им се обезбеди пасош и да им се помогне во процедурата за виза, доколку не им биде издадена виза, тогаш по случајен избор ќе биде избран друг. Така теоретски може некој заради минати криминални активности и слично да биде одбиен, во таков случај ќе се даде друг. Побара Државната изборна комисија да ги проверува подписите. Укажавме дека тоа веќе е завршено, затоа што подрачните единици за оваа работа се веќе подрачни единици на Државната изборна комисија и го прифатија тоа дека е тоа така. Тоа беа околу 30 поединечни барања, како што видовте, речиси сите ги прифативме, освен едно или едно и пол или две. Другите сите им се прифатени. Исто така, покрај покрај законот за избори, расправавме и за другите точки, кои што се дел од нивните барања. Втората точка беше избирачките списоци, за кои што ни кажаа дека имале сомневања, заради ова или заради она, зошто толку брзо се завршиле, зошто било на затворена седница, некои реферирање и така натаму. Одговоривме прецизно на се. Кажавме по закон зошто морало да биде на затворена седница, може Јанкуловска да објасни многу прецизно доколку ви интересира. И кажавме дека точно е дека владата имаше заклучок до мај да се завршат пречистувањата на избирачките списоци во делот од умрените од 80-та година до 50-та, гледано наназад, но дека тоа се заврши порано. Значи, имаше ефикасност во тој дел и некаде до февруари беше завршена таа работа. И укажавме на тоа дека нема подобар начин да се надминат сомневањата, освен ако со своји очи не дојдат да видат. И предложивме да дојдат утре, да се изгласа собраниска комисија, која што ќе изврши увид, да има нивни представници, да викнат кого сакаат. Експерти, странци, професори, стручњаци, луѓе на кои што им веруваат, пратеници и така натаму, и тие да дојдат да гледаат, и плюс да им го дадеме избирачкиот список цел, со сите имиња и презимена, и да си го гледаат у партија. Да си го чешваат од сабајле до вечер, да го поделат по нивните општински комитети, односно организации, општинските комитети да кај сакат нека проверуваат, значи целосен увид, целосно, транспарентно, име по име да си ги проверат. И нема подобро, навистина нема подобро, тоа со своји очи да си проверат. Може да веруваат на овој, на оној, на нас, на некој друг, најдобро е да дојдат со своји очи да си проверат дека тоа е завршена работа. Побараа да се внимава, да се допрецизира за да не се случи, значи ова е сега нова тура така дојде една на после уште една пауза што имавме, па нова тура на барања,
да не се случи некој да гласа два пати во смисла и во диаспората и тука, демек да земе авион и да прелета у текот на денот, и за тоа да се регулира, и тоа прифативме, и тоа да се регулира. Побара исто така побара закон за медиуми, со кој што, односно закон со кој што ќе им се даде можност на, се извинувам, закон со кој што државата кога има информативни кампањи ќе има рамномерна распределба на средствата за сите медиуми, подеднакво. На тоа уште еднаш им кажавме дека е преседан, дека го нема никаде во светот, не ни кажа, значи до вечера до сега не успеавме да добиеме пример каде во светот го има. Меѓутоа предложивме да се направи во иднина таков закон во кој што ќе има јасни критериуми како ќе се распределуваат тие средства, а за да се случи тоа потребна е преходна јавна дебата во која што ќе бидат вклучени самите медиуми, и наш предлог е тоа медиумите сами да го предложат објективниот критериум како да се врши тоа, и рековме дека ние ќе се обврзиме во нашата програма, бидејќи прекраток е периодот за да завршат тие јавни дебати и сите тие работи што ги укажавме, ќе се обврзиме во нашата изборна програма. Предлагаме и тие да го направат тоа, да се обврзат дека по изборите ќе се спроведе еден сериозен и длабок процес на јавна дебата во кој што покрај партиите, експертите, пратениците, граѓаните ќе се вклучат и самите новинари, односно медиумски куки, и да се утврди кој е тој навистина објективен критериум кој што за сите ќе биде прифатлив и да се прифати да се стави во една законска рамка. Потоа следеше нови барања следеа. Побара не 10, туку 30 дена да биде рокот за проверка на списоците. Ние добро знаеме дека за тоа нема потреба, можеби ни 10, затоа што брзо се прави, но се согласивме да остапиме од 10 да одиме на 20 дена. Ни даде 20 дена за да ги проверат списоците, и тоа сите, и Собраниската комисија, и партиите, и кого сака да ангажира, странци, опсе, кој сака нека повика да гледа да ги утврдува. И побара на крајот уште една вака работа, или една од последните, со закон да не може да се прераспределува јавната администрација откако ќе се распушти парламентот. Демек да не се случи некој од Скопје да се прати во Куманово и тој на изборниот ден да не може да гласа, ама не само на изборниот ден, туку кажаа дека тоа сака да биде откако ќе се распушти парламентот, бидејќи многу од тие во јавната администрација им биле партиски војници и сакале да си ги употребуваат за подготовка на кампања. И тоа им го прифативме. Иако е вака нелогично да бараат партиските војници да бидат во предкампањскиот период, да бидат во местото на живење, да не се прераспределат некаде, за да им трчаат додека траат подготовките, да им бидат тука, со што укажа дека практично тие во државната администрација имаат многу сериозни партиски активисти за кои што им е многу битно да им бидат на располагање во местото на нивно живење. И тоа го прифативме. Ете, тоа е отприлика една вака кратка хронологија на она што се случуваше денес. Се потврди она што преходно го говоревме, дека СДСМ бара начини како да го различе периодот до распуштање на парламентот и што е можно покасно да се случат превремените парламентарни избори, односно ако може воопшто да не се случат, да продолжиме, а сепак да не го признаат тоа, туку преку вакви десетици и десетици барања, да не закочува, да не условува, да се закануваат со бојкот, да не се враќаат во парламентот, сосема јасно дека тоа е намерата. Значи не е намерата толку овие работи што ги кажа, бидејќи ние во 2006 година и без таков закон за медиуми, и без овие подобрувања на изборниот закон, и без пречистени списоци, ние тогаш баравме да се пречистат списоците, не откачија не ни дадоа никакво пречистење, баравме увид, не ни дадоа. И без сето тоа, се излеговме 2006 година на избори, добивме подршка од граѓаните, победивме и така работиме во овој период. Меѓутоа, очигледно е дека кај нив овие работи што ги кажуваат се само параван
за неизлегување на избори, односно за одложување, заради тоа што се свесни дека ја немаат поддршката на граѓаните и дека во наредните 4 години сосема јасно, според расположението на граѓаните, дека СДСМ ќе биде опозиција.